И покрај тоа што јавното предпријатие Комунална хигиена од 12 јули овозможи бесплатно да се одлага кабастиот отпад во центрите за селекција, сепак одзивот од страна на граѓаните е многу слаб, а стар и оштетен мебел и понатаму се остава покрај континерите или пак на некоја зелена површина. Одлагањето кабаст отпад е бесплатно доколку се донесе со сопствен превоз до центрите за селекција. Дел од граѓаните или воопшто не се запознаени со можноста за бесплатно одлагање или пак немаат превозно средство за транспорт на кабастиот отпад, што не е оправдување за да се остави отпадот каде што не му е местото. За транспорт на кабаст отпад може да се користат и возилата и работниците на Комунална хигиена или пак само возило. Оваа услуга граѓаните може да ја добијат во договор со предпријатието и со извршена наплата на услугата. Па така, доколку граѓанинот сака кабастиот отпад да биде земен од неговиот дом со возило од Комунална хигиена и при тоа да биде утоварен и истоварен од страна на двајца работници од предпријатието, за една тура тоа ќе чини 1733 денари со вклучен ДДВ. А доколку пак граѓаните сами го товарат кабастиот отпад, а имаат потреба само од возило на Комунална хигиена, за оваа услуга ќе треба да платат 893 денари. Истата можност постои и за градежен отпад. Возило со двајца работници за една тура чини 1833 денари, а само возило без работници 893 денари со вклучен ДДВ. Од Комунална хигиена за прва Скопска вела дека одзивот на граѓаните и количината кабаст отпад кои се донесени во центрите за селекција не е како што очекувале. И токму затоа треба да се зголеми свеста на граѓаните за правилно одлагање на кабастиот отпад, а не да го оставаат покрај контейнерите и на јавни површини. Екопатролата заедно со комуналните инспектори ги зачестија контролите и укажуваат на граѓаните дека отпадот бесплатно може да го одложат. Според информациите кои ги доби прва Скопска од екопатролата, во текот на месец јули пронајдени се 49 прекршители кои кабастиот или градежен отпад неправилно го одлагале, односно го оставаат на зелени површини. Истите направениот отпад од вкупно 237 метри квадратни или сликовито околу 10 вагони, отпад е повлечен од страна на прекршителите. Ако ова го работеле екипите на јавното предпријатие, ке чинело 435.606 денари. Големи се казните за оние кои нема да се придржуваат до законските одредби и начинот за одлагање ваков вид отпад, и истите се движат од 50 до 200 евра. Од град Скопје за прва Скопска велат дека инспекцијските служби на градот постојано се на терен за да ги санкционираат сите оние кои што неправилно ќе одлагаат кабаст или градежен отпад. Кабастиот отпад може бесплатно да се однесе во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардариште, како и во претоварната станица во Шуто Оризари, секој работен ден од 7 до 19 часот.